Марија, идејата за ваквиот регионален центар потикна од вас и од организацијата САНО. Како дојдовте до тоа да ја предложите оваа идеја? Зошто сметате дека овде би било добро место да има еден центар за рехабилитација на деца? Невладината организација САНО работи веќе 6 години и интензивно ги подобрува условите за лекување на децата кои боледуваат од канцер, но и на нивните родители. Уште на почетокот, кога ја формиравме организацијата, имавме цел да имаме еден континуитет, да почнеме од тоа што е најгорливо, значи реновирање на одделенијата, едукација на пациентите и нивните родители, соработка со здравствените власти и мислам дека како круна на нашата активност е и овој центар за рехабилитација на деца кои се лекувани од канцер. Секако не станува збор за вистинска рехабилитација во однос на медицински персонал, вежби и така натаму, станува збор за една психосоцијална рехабилитација на овие деца. Со оглед на тоа дека кога едно дете ќе се разболи, него засега само семејството или само детето, туку и поширока или потесната заедница, овој објект е неговата првенствена намена ќе биде да ги собере сите оние кои ќе можат на детето да му пружат поддршка да се врати во нормалниот свет. Какви активности ќе има во овој центар за рехабилитација? Со оглед на тоа дека нашите први или првенствени планови беше да опфатиме деца кои се на училишна возраст, прво ќе почнеме со едукација на децата кои го пропуштиле своето образование во училиштата. Ќе имаме летни кампови, но и преку целата година ќе организираме едукативни содржини со кои децата кои ќе бидат овдека ќе имаат можност да совладаат дело тоа што го пропуштиле. Јавноста знае дека лекувањето на канцерот трае долго, некогаш од 6 месеци до 2 години. Тоа е голем простор, голем временски период, голема загуба како за децата, така и за заедницата. Овој центар ќе се обиде да го врати тоа на децата и на заедницата. Сите заслужуваат соодветно образование и нов почеток во животот. Какви програми се предвидени? Споменавте образовни програми, но и друг тип на програми. Може ли малку поконкретно и подетално во однос на тоа што се планира? Секако. Невладината организација САНО соработува со сите невладини организации во регионот кои се занимаваат со оваа тематика. Поточно, поддршка на децата кои се лекувале од канцер и на нивните семејства. Во тие соработки многу често сме дел од разни конференции, и разни летни кампови на кои учиме вештини со кои им помагаме на децата и на семејствата. Покрај тоа што ќе имат едукативен програм, тие ќе имаат и ресоциализација. Ќе има исто така можност детето кое треба да се врати во училишна клупа после долгогодишното лекување или долгиот период поминато во болница, ќе имаат можност заедно со своето одделение да поминат еден дел, еден престој во ова училиште, каде што ќе имаат можност да научат малку повеќе за себе. Значи ќе работат да ги прифатат различностите, ќе научат да прифатат дека човек има право да биде болен и да се лекува и да продолжи понатаму со животот. Благодарејќи на општината и на сите мештани од селото Кучково, но морам да кажем и граѓаните од Ѓорче Петров, убедени сме дека ќе имаме и убава летна сезона, па ќе имаме можност да прошетаме заедно со децата по убавините на кучковските ридишта, шуми, планини. Тоа ќе биде дополнително лекување или благодет за децата. По колку деца годишно заболуваат од канцер во земјава во просек? Според последните информации кои ги имаме од Клиниката за детски болести, поточно од одделението за хематоонкологија, секоја година има нови 40 заболени, околу 40 заболени деца од некој вид канцер. Најчесто заболување е акутна лимфопласна леукемија, но се почесто се јавуваат заболувања како тумор на мозокот или некои видови саркоми. Оно што го видовме при обиколката на овој објект, видовме дека тој е адаптиран и за лица, односно деца кои што имаат посебни потреби. Видовме пошироки врати, видовме поинаков пристап, односно пристап за вакви деца. Што се содржи од простори, објекти овој центар? Просторот во моментов го уредуваме според привичниот план кој го имавме заедно со општината Ѓорче Петров и сите донатори на овој објект. Треба да постојат неколку простории
во кој ќе се одвива работилниците, едукацијата. Има некаде околу 7 спални соби. Сите соби имаат своји купатила. Се разбира, има и голема кујна со трапезарија. Овој објект е граден во некое друго време, со некој друг план, но и некогаш бил училиште. Убедена сум дека енергијата и пораката која носи овој објект со себе ќе биде пренесени на овие деца бар символично. После 120 години се уште цврсто стои пркоси на сите проблеми кои се јавуваат и во општеството и здравствените проблеми. Колкав е капацитетот? Колку деца можат истовремено да престојуваат тука? Околу 40 на деца во еден момент може да престојуваат во објектот, каде што ќе има сите услови за безбеден и убав престој. Многу ви благодарам за овој разговор и ви посакувам успех. Се надевам дека до пролет ќе биде целиот објект готов, како што најави градоначалникот, и дека ќе може да ја прими првата група дечиња. Благодарам и јас и со нетрпение очекувам да ја организираме првата група на деца кои ќе бидат добар старт или добар почеток на едно долгогодишно пријателство меѓу општината и организацијата САНО.